Проповедта ја насловив како најдобрата верзија од тебе, или под наслов твојот целосен потенцијал. Ке започнам со еден виц, една шега. Блажо отишол на некој саем на виното и таму изложени различни вина од различни фирми, компании, вински винари, и една од нив решила да понуди награден предизвик. Тие рекле, нашто вино е толку убаво што секој би посакал да го пие, но еве ако некој се нафати наеднаш да испие 10 литри, ќе го наградиме со 10.000 евра. И Блажо минува, слуша и малку се замислил. Никој не се нафаќа 10 литри да испиете одеднаш, не е малку, 1 литро да испиеш па си готов. Тој вели, јас ќе пробам. Јас вели сакам да го направам тоа нешто, но вели, може ли први да отидам до дома, нешто имам работа, па ќе се вратам за скоро. И рекле, добро, тука сме, те чекам. Блажо заминал и екате го некаде после 20 на минути, пола саат, иде пак, вели, давај виното. И едно по едно, 10 литри, сите успеал да ги испие. И луѓето ракоплескаат, му се воодушевуваат, му се чудат, му ја дале наградата, и директорот на винаријата вели, браво, вели, само не ми е јасно, што беше таа работа да отидам до дома и назад, што така, зошто реши да отиш до дома? И Блажо вика, искрено, не бев сигурен дали ќе можам, па отидов до дома да пробам, да видам, да се опитам. Може да замислите, човекот отишол први дома да испие 10, да не се обрука, да провери дали стварно може, и откако испил дома 10, сватил, можам, па се вратил и испил уште 10. Сега ова е само шега, нели? Не значи дека ве охрабрам да пиете толку вино, но која е поентата? Во контекст на нашата тема денеска, Блажо сака да биде сигурен дали тој може да го направи тоа нешто, дали го има тој потенцијал. Прашањето е, свесни ли сме понекогаш ние кој потенцијал е во самите нас? Дали сме свесни што се ние можеме и зашто се Бог не создал и зашто се сме способни? Нас често пати кога нешто не ни оди од рака, например кога играме некој спорт или пробуваме нешто, ќе се собереме со друштвото, обиди се сега ти тоа да го направиш и ќе се изглупираме таму пред сите, знаеме да кажеме, денеска не ми е денот. Оставаме денеска, не сум во најдобро издание. Нели, станат сум на лева река, лева нога, не сум тој што сум обично. Обично јас сум знам и подобро. И со ова сакаме ние да покажеме дека секој од нас во себе си има еден огромен неискористен потенцијал. Замислете го најдобриот музичар на светот, виолинист кој што кога го слушате или пианист, се воодушевувате да го слушате. Еве денеска, пред некој ден слушавме едно момченце од Босна кој што пее една македонска песна. Јано Мори, го слушавте ли? Мене да ме викнете да пеам, ќе избегате сите, ама него кога го слушате, велите, ангелски глас. Сега, сите овие луѓе, тие во себе го има тој потенцијал, но морале да го развијат, го вежбале. Замислете сега тој потенцијал што е во тоа дете после 10 години што ќе излезе од него. Ако продолжи со вежбање, ако го развија својот глас. Замислете го најдобриот музичар, најдобриот гитарист или пианист, што бил на почетокот. Но некој во него го препознал неговиот потенцијал. Сега, тоа ни кажува дека и во нас има еден огромен потенцијал. Секој едно од нас е способен за работи многу повеќе отколку што сме свесни дека можеме да ги направиме. Јас се пошегував во Кавадарци, го знаете повеќето од вас Боби. Викам, замислете, еве Боби, можеби и самиот тој не е свесен, ние не сме свесни, но Боби ако би го употребил својот целосен потенцијал што се крие во него, со сета мудрост што Господ ја садил во него и капацитет да може да го даде и знаење и сите негови квалитети, може би Боби денеска би бил некој директор. И Боби се смее, вика, нема шанси. Но јас верувам дека има шанси. Има шанси. Проблемот е што ние некојаш не сме свесни и не веруваме во себе си, не веруваме дека можеме. Боби вели, нема шанси, јас денеска да сум бил некој директор. Но ако Боби тргнал по некој друг правец, ако некој го охрабрил, дека тој може да учи, дека има капацитет,
Може би Бог би бил нещо, и сигурно бил нещо много повече. Доказ за това нещо сме самите ние. Доказ за това се сведоштвата на много верници, кои ще ги слушаме денеска. Знаете ли, кога слушаме за некои верници, како Господ ги употребува, ние се восхитуваме, кога знаеме што биле тие порано. Не знам толку од вас го знаете Душан Бера, кој што сега е пастор на една црква, еве го знае, може би Марија, го знаете Кацаца, пастор на црква во Нови Сад. Кога ние гледаме што се овој човек прави, ние велиме, еј, а во овој човек е невиден капацитет. Овој човек настапува на телевизија многу пати, на радио. Гледаме дека има еден прекрасен капацитет во знаење. Човекот е една жива енциклопедија, за многу теми знае да дебатира. Пастор е на една голема црква ја води. Исто така тој отвори центар за рехабилитација за луѓе кои што се зависници од дрога и успешно го води тој центар. Помага да може финансиски да се одржуваат и центарот и црквата. Исто така е, мислам дека тој е председател и водач на кралски извидници во Нови Сад, во Србија, во цела Србија одговорен. Така да кога ги слушате сите тие работи, велите, овој човек е чудо од човек. Но знаете ли дека овој човек, пред да стане христијанин, бил пијаница, имал проблем со алкохолот и некој него го нашол на улица, го собрал и го довел во црква. Ако вие би го сретнале тогаш, вие би рекли, овој човек не бидува ништо. Ако би го сретнале таму пијан на улица како лежи на тротоарот, би рекли, овој човек да стане нешто успешен, да води црква, да води центар, да биде од него нешто, не знам, директор. Би рекли, од овој човек нема да биде ништо. Ние би рекле, пропаднат случај. Нема ништо во него. Но гледате, Бог го знаеше во него, неговиот потенцијал. Сега, размислете што се крие во вас. Колкав потенцијал имаме ние. Зашто се сме способни, зашто се не создав Бог. Ке ви прочитам што мисли Исус за нас. Колку ние сме способни, колкав потенцијал има во нас. Ке ви прочитам во Матеј, 5 глава, 47 стих. Или ако сака, може некој ако најде да прочита. Марија гледам бара, ако успее. 45 така? Матеј, 5 глава, 47 стих. И ако ги поздравувате само своите браќа, што правите особено? За него прават истото и царениците. И од 48. И така, бидете совршени, како што е совршен вашиот небесен тато. Амин. Фала. Гледате, овде Исус вели, ако постапувате како другите, вие само се тржите до некое основно ниво. И другите ги поздравуват само тие што ги поздравуват. Помагаат само на тие што помагаат. Прават добро и тие што на нив им прават добро. Вели, тоа е едно основно ниво. Но Исус вели, вие можете повеќе. Вели, вие бидете, слушнете го зборот сега, вели. Бидете совршени, вели Исус, како што е совршен вашиот Отец Небесен. Исус ни кажува дека ние во нас имаме потенцијал да бидеме совршени. Ние можеме многу повеќе. Вие можете совршено да правите добро. Може да бидете совршени во доброто дело и во љубовта, како што е вашиот Отец Небесен. Јас кога учитам тоа нешто велам, не, тоа е претерано. Ние тоа не можеме. Ја тоа не можем. Совршен, кај бе Горан совршен? Питајте мојата жена колку сум совршен. Најдобро ме знае. Но Исус не вели дека ние сега сме совршени. Ниту дека можеме сами со своја сила. Но Исус кажува дека ние можеме. Бог замислил еден ден ние ќе стигнеме до тоа совршенство. Еден ден при воскресението ние ќе бидеме совршени како што Бог не замислил. Неговата цел е да стремиме кон тоа нешто, да го покажеме нашиот пол потенцијал. Сушност на почеток кога човекот беше создаден, тој беше создаден токму така. Адам и Ева. Адам и Ева беа создадени совршени. Кога зборуваме за најдобрата верзија од тебе, ова е најдобрата верзија што всушност бевме ние, човештвото. Сте размислували некојаш, дали сте седнали и сте размислувате, леле Горан, која би била најдобрата верзија од тебе? Замисли, ти да си во најдоброто светло пред другите. Горан во најубавото светло физички, како би бил убав.
Или може би вие си размислувате таца како би изгледала, Оливера, било кој од вас во најдоброто издание, да се покажам пред вас во најдобро светло. Ама не само физички, замислете во најдобро светло да се покажам и умствено, ментално. Замислете го Горан со целиот негов умствен капацитет, се што можам да знам. Ако би се предал на знаење и на учење во неговиот најдобар капацитет, може би Горан би бил денес доктор на науки. Може би Горан би открил, не знам, лек за некоја болест, ако би се предал во тоа нешто. Ние не знаеме. Замислете го Горан во неговиот најдобар капацитет духовно, ако би се предал целосно на Господа, секој еден од нас. Во нашето најдобро издание. Каква би била Оливера во низиното најдобро издание? Каква би била, Дејана или Тони во неговото најдобро издание? Дали сте си размислувале по некој? Сакам да ве предизвикам да размислувате. Каков ќе сум јас, ако мојот целосен капацитет биде ставен на 100%? И ако можам да го доведам до таму. Адам и Ева беа пример за тоа како изгледа човекот во неговата најдобра верзија. Адам и Ева беа совршени. Тие беа совршени во сите аспекти. Бог ги создаде совршени физички. Јас можам да предпоставам дека Адам и Ева не беа дебели луѓе. Може да предпоставам дека ако ги погледневте, сигурно тие ќе беа да се воодушевите. Веројатно, како што денес ќе гледате некој билдер кој што вежба со 10 години, убаво тело, извежбано со мускули, и Ева веројатно биле такви градени. Совршени тела, без мани, без недостатоци. Ние се мачиме денеска за да изгледаме така, одиш на теретана со години, плакаш таму пари, вежбаш се, мачиш и накрая ќе застана пред огледало, викам, мал без пасом истиот. Но тие беа такви без да вежбат, без да стават некакви диети, па да се мачат, што да јадат, што да не јадат. Тие беа совршени, физички беа совршени, беа исто така безсмртни. Тие беа создадени да не умираат. Божјата замисла за нив, капацитетот, потенцијалот кој што беше и во секој ден од нас замислен да не умираме. Тие беа замислени и без да се разболува, не беа болни од никаква болест. Можете ли да замислите колко е убаво? Не се разболува, немаа никакви мани, никакви недостатоци. Беа совршени и во мудроста, во паметот. Можете ли да предпоставите, на Адам му беше дадена задача во еден ден да ги именува сите животни на овој свет? Кој од нас го може тоа нешто? Имајте во предвид дека тука не станува збор за 2-3 животни. Ние обично тука си ги замислиме кокошка, тој е магаја, тој е поња, што е проблем. Ако читате енциклопедија, има и илјадници животни на кои што треба се дадат име. Некој пресметал, тоа значи дека во секунда, некој пресметал во една секунда Адам ќе требаше да именува повеќе од неколку животни. Замислете, Адам требаше во секунда да каже магаре, кој кокошка. За другото, не знам, требаше да каже слон, жирафа и лав. Тоа требаше да окажувате во секунда, без да се замислите, требаше да им дадете имиња на сите, па ново животно. Толку имаш Адам време. А тој сепак имаше капацитетот и мудрост. Ние денес Адам го замислуваме како некој Тарзан там на лијана, само се луда, некој весел тинејџер, гол се шета по таму шумата и велиме сигурно се забавуваше по цел ден. Но Адам имаше невидена мудрост. За жал, сето тоа го загубија кога паднаа во грех. Кога стана непослушни и се оддели од Бога. И тука настапува тажниот дел од приказната. Гледате, сите ние имаме огромен капацитет, но тој капацитет денеска го немаме во целост и не можеме да го потребиме затоа што сме одделени од Бог. Причината зашто јас и ти не можеме да бидеме во нашето најдобро светло, во нашето најдобро издание, најдобрата верзија од Горан денеска не ја гледате. Знаете ли зашто? Затоа што Горан не е во совршена врска со Бог. Најдобрата верзија денеска не ја гледате од човештвото и гледате дека човештвото оди во еден погрешен правец, затоа што човештвото одлучува да се оддели од Бог. Замислете го целото човештво денеска, ако го видите во неговото најдобро издание, во најдобрата верзија. Па сепак, скоро секој една приказка и секој еден филм ни кажува за тоа дека во нас се крие еден огромен потенцијал.
Постарите вероятно не ни знаат зашто станува збор, но помладите можеби од вас сте чули или сте го гледале филмот Шазам. Колку од вас го имате гледано? Дејана го немаш гледано? Не. Баш ми жал. Интересен, забавен филм е. Ово е еден од филмовите со суперхерои. Ако не сте гледале, барем сте чуле за Супермен, за Спайдермен, за луѓе кои што добиваат или имат некаква супермок, можат да летаат, можат да рушат зидови, да дигаат огромна тежина. Сега, овде станува збор за едно обично момче, кој што се среќава со еден волшебник. Името на момчето е Били Батсон. Обично момче кој што дури го тепаат во школото, го задеваат поголемите машки, знаат, им удират ќотек, му ги зимаат парите. И сега тој се среќа со волшебникот и тој вели, ако го изговориш моето име, ќе добиеш моки и ќе станеш супер силен. Ќе станеш новиот шампион. Името на волшебникот е Шазам и тој го изговара и наеднаш од обично мало момче, едно слабичко момче кој што не знае да се спортистави ни на едно дете, наеднаш пораснува во возрастен човек, се претвара и станува ова што го гледате овде во црвеното облечено тој човек, мускулес целиот, убаво граден, оформен и супер силен. Може да лета, може да се тепа, има супер моки и тој се гледа себе си и вели што се случи со мене. И интересна е изреката овде, изјавата. Волшебникот вели: Били Батсон, ти си трансформиран во твојот целосен потенцијал. Со други зборови, тоа е она што ти би станал ако би го употребил твојот целосен потенцијал. Значи, еве како Били Батсон ти би изгледал ако твојот потенцијал би се ослободил. И интересна е ова идеја, што би се случило со нас ако нашиот целосен потенцијал е ослободен, најдобрата верзија од нас. Исто има еден цртан филм, може би сте го гледале, со Кралот Лав, со Симба. Беше популарен пред неколку години, нашите деца го знаат, повторно веројатно големите од вас не знаете за него. Но кој е приказната на Симба? Неговиот татко беше кралот Лав во џунглата. Мусафа. Така беше Муфаса, извинувам, Муфаса. Сега Муфаса... Никој не го знае. И ни то не го знаете. Така да кажеш и Мусафа ќе ми верувате. И Мусака да кажеш пак ќе верувате. Не е проблем. Сега Муфаса е убиен, загинува и неговиот син исплашен бега од дома и оди на друго место да живее. Пораснува, станува во млад, силен лав, како Симба, и тој треба сега да се врати и да го преземе царството. Тој треба да ја преземе улогата на нов крал. Но има еден проблем. Знаете, Симба не верува дека тој може да го направи тоа нешто. Тој смета дека неговиот татко беше способен, дека тој беше достоен и го имаше капацитетот за да биде крал, но проблемот со Симба е што тој не верува дека може да биде крал и тој да го води кралството. Не верува дека во себе си го има тој потенцијал. И тогаш доаѓа еден мајмун, кој што е го мајмунот, и има улогата на пророк и на мудрец во самиот цртан филм. И тој вели: ти сметаш дека татко ти може да води, а ти не можеш. Знаеш ли дека татко ти е жив, дојди ќе ти го покажам. И го води и го носи кај едно езеро и вели: погледни тука во езерото и ќе го видиш својот татко. И тој погледнува и во езерото се всушност отсликува неговиот лик како во огледало. И кога погледнува Симба, во ликот всушност тој го препознава ликот на неговиот татко. И мајмот му вели: знаеш ли дека твојот татко живее во тебе? И тоа што го имаш и твојот татко е во тебе. Ти го имаш потенцијалот да бидеш крал. И ова разбудува една вера во Симба. Тој почнува да верува на тие зборови и решава да се врати назад и тој станува идниот крал. Но забележувате ли што се случува? Беше потребно некој да ја отклучи во него верата дека тој може повеќе. И јас сакам денеска, целта на мојата проповед, една од целите е да предизвикам во вас таква вера. Може би ти си седиш овде на столчето и си мислиш: јас сум никој и ништо. Може би веруваш дека во тебе има одреден потенцијал,
ама си велиш, па мене и вака ми е убаво, до тука ми е доволно, што ќе се трудам да развивам повеќе во мене. Но јас сакам да предизвикам кај тебе денеска, исто како што предизвика овој човек и овој мај овде кај лавот, да предизвикам кај тебе една таква вера. Понекојаш таа вера Господ ја ослободува во нас преку пророштво. Ви се слушало некојаш да дојде некој човек со дар на пророштво и да каже ти мислиш дека си ништо, или ти мислиш дека сега си во проблеми или не можеш ништо, но Бог сака од тебе да направи повеќе. Бог го има за тебе тоа и тоа замислено. И тогаш ја ослободува верата во тебе. Ти почнуваш да веруваш и си велиш, еј Господе, зар можеш да бидам потребен за поголеми работи? Знај дека можеш. Знај дека можеш. Дали си свесен кој е потенцијалот кој што се крие во тебе? Дали си свесен дека ти си создаден и дека Бог те замислил за поголеми дела од тие што сега ги правиш? Дали си свесен дека ти си создаден за да бидеш благослов на другите? Ние често пати се замислуваме како нација, како ние сме жалнички, беднички, за ништо не бива, се чекаме некој друг да ни помага, се некој друг да не оправа. Дали си свесен дека можеби ти си решението за проблемите во оваа земја? Ние најчесто наместо да го бараме решението, ние гледаме што е можно повеќе да заминеме од оваа земја. Велиме, не, ова е брод што пропаѓа, гледај, ако можеш да избегаш, избегај. Ама, знаете, ако сите така размислувале во Германија, ако сите така размислувале во Австрија, или во Америка, или било каде, па денеска тие земји немаше да бидат тоа што се. И таму има луѓе способни, но решиле да направат нешто за нивната земја. Може би ти си решението за оваа земја. Дали размислуваш дека Бог те создал за да бидеш пример за останатите? Исус вели дека ние сме солта и светлината на овој свет. Можеш да се замислиш дека ти си солта на овој свет и дека без тебе овој свет нема да го има вкусот. Ако ти не постоиш, овој свет ќе биде безвкусен. Нашите млади некна беа на конференција, добија една книга Остани сол. И токму тоа е пораката. Дека ние имаме потенцијал во нас да бидеме сол на овој свет, да бидеме светли на овој свет. Замисли ако секој од нас би светел толку силно, што луѓето би го забележале тоа. Бог те повикува на тоа денеска. Бог те повикува да бидеш светлина, да бидеш сол. Бог те повикува, како што вели Исус, биди совршен, како што твојот татко на небото е совршен. Ослободи го твојот полн потенцијал. Сега, како да го направиме тоа? Како Радка да има најдобрата верзија од неа? Како Горан да има најдобрата верзија? Како Пане да има најдобрата верзија од него? Ние обично мислиме дека тоа се случува по некаков магичен начин. Повторно ти употребувам еден пример кој што на помладите им е разбирлив. Жал ми е за вас, останалите што не ги разбират овие примери. Но има една видеоигра, се вика Sims. И знаете, во таа видеоигра можете да си креирате ликови, да се креирате и себе си, или да направите тоа го велат најта аватар. Како се креира? Во таа програма вие одбирате лик и можете да го менувате како сакате. Еве, тука имате од дугмиња од страните и сега со подигане на тие дугмиња можете овој лик да го направите по-мускулес, може да го направите по-слаб. Подбирате дали да му дадете стомак, да му одземете стомак. Мојата керкологица знам дека ми покажуваше, наеднаш ќе го подигне тоа нагоре и гледаш, оп, стомакот ќе му излезе, па ќе го симне надолу, оп, ќе се собере. Па другото дугме ќе одигне, па оп, мускули наеднаш. Може да си го формирате како сакате, може да го направите најзгодното момче на светот, најзгодниот лик, најубавиот, коса да му ставите, па потоа го облекувате. И вие сте го добиле совршениот лик што си го замислувате. Замислете колку ќе е убаво да можеме така со нас. Си симувате една програма, тук една апликација на телефонот, си го взимате телефонот и сега сакате, вака да кажеме, сакате да работите на физичкиот изглед. И во дугмето оп, нагоре до горе, жуп, и наеднаш најзгодниот во градот сте вие. Не треба ни да вежбате ништо. Или убавина, дугмето го подигате нагоре и наеднаш сте најубавата личност. Ја имате убавината во вашиот совршен капацитет. 100% колку што може да бидете убави од тоа што е можно. Мудрост. Замислите мудроста да ја дигнеме дугмето најгоре, на 100%.
И сите овие дугмиња, карактер, духовност, работливост, гледате, овде има дугмиња што може да одат нагоре и надолу. Најчесто ќе ви кажам една работа, ако сме истини ќе признаеме, не знам дали ги читате насловите на овие дугмиња, најчесто ние се фокусираме како луѓе на првите три. Нас ни е важно физички како изгледаме и на тоа трошиме најмногу време, да не се лажеме. Физичкиот изглед ни е многу важен. Трошиме понекогаш си со сати, одиме на теретана, вежбаме, пазиме на јадењето, пазиме на многу работи, особено женскиот свет, девојките па знаат пред огледало да бидат под саат време, да се дотеруваат, да се облекуваат, па ќе влезе во купателото, па 2 сати ја нема. И ние трошиме многу време на ова нешто, на физичкиот изглед, на убавината и на мудрост и знаење. Важно ни е да знаеме, да сме мудри, одиме на школа, одиме на факултет, па на магистар, само за да не ли бидеме паметни. Но што е со останатите? Дали сакаме да работиме на нашиот капацитет во останатите работи? Еве, јас ги прашав и во Кавадарци. Тука имаме да кажеме карактер или добрина. Би сакале ли добрината кај вас да биде на 100%? Ако може вака со дубе уп да направите, би го направили ли тоа денес? 30%. Да бидем искрени, домка си е искрена. Да бидем искрени 100%, повеќето нас би рекле, тоа е многу. Ај да не се лажеме. Сепа ја да не сум најдобриот по градот сега. Сега не мора да си мајка Тереза, не би. Веќе да бидеме искрени. Еве сега ќе ви кажам што значи да го дигнете дугмето на најгоре. Ако вашата добрина е 100%, вие денеска немаше да бидете тук. Веројатно ќе бевте, ќе живеете како што живее мајка Тереза. Колку од вас сакате да живеете како мајка Тереза? Мајка Тереза се откажа од се што имаше и отиде и живееше меѓу најсиромашните, дури и таму живееше под услови под кои што живееа најсиромашните. Хај сега дигнете рака колку од вас сакате. Еве, јас ќе пуштам список колку од вас сакате да ве пратим утре за Калкута во Индија. Бе да упатим. Одеме одма, нели? Одиме јајцата. Еве, Филип нуди секоја година кој сака со него да дојде за Африка. Колку од вас сте спремни да отидете таму во Африка под условите под кои што таму нели се? Таму треба да спиете во шатор или вели ве стават првиот пат ги ставиле да спијат во соба, каде што во истата соба ви е и спална, и веце, и кујна, и се. Таму ви е се. И таму се бањате, вели, во истата соба, доле нема цементирано земја, во еден ќош има дупка, таму вршиш веце, таму се бањаш, во другиот ќош спиеш, а имаш комарци, муви ти влегуваат, те апат по цел ден, така да тоа ќе е тие 2 недели ако си таму. И секој ден ти дават едно исто јадење, ќе ти шлапнат во тоа листот така една шака ориз, и тоа ти е еднаш на ден јадеш ориз. Вода не смееш да пиеш, затоа што вели водата која ќе ти ја сипат од тоа чашката ти е жолта како газоза, нели, затоа што ти ја вадат од некои бунари кои што се такви, некои чисти. Да, струја нема, интернет нема, колку од вас би се пријавиле? Затоа велам, ние се живееме во некоја илузија кога велиме јас сакам да бидам совршено добар. Не сакаме. Ние сме како минатата проповед што е проповедаме, ние сме по природа себични. Ние сакаме за себе да имам, да живееме. Да бидеш добар 100% значи да не мислиш на себе си, туку на другите. Значи да се откажеш од себе си. Исус беше совршено добар и знаете ли како заврши? Заврши на крстот, умирајќи за другите. Спремен ли си да се распнеш себе си и да живееш за другите? Тоа значи твојот потенцијал на добрина да биде на 100%. Затоа ние дугмето си го спуштаме надолу и викаме нека си го тук. Ова е нашата графа на нашиот потенцијал. Нашата духовност, што мислиш, каде е твојата дугмена духовност? Дали е на 100%? Ако е на 100%, тоа значи дека ти би требало да поминуваш време како што Исус поминуваше време со Отецот. Исус цела ноќ се молеше. Кој од вас нека дигне рака се молел цела ноќ? Има ли така? Јас треба да ја спуштам мојата рака. Браво за Джули. Но ако треба да прашаме колку од нас се молеле цела ноќ, веројатно у 1001 ќе најдеме. Јас се не ја молим цела ноќ, ќе да ви признам. Фала му на Господ за луѓе како тебе, Джули, и нека Господ даде повеќе да има.
Но да биде твојата духовност 100%, значи дека треба да поминуваш време со твојот Отец Небесен како што поминуваше Исус. Да поминуваш со Словото, читајќи секој ден, како што го правеше Исус. Еве ќе кажам уште една информација за кинезите испуштив. Знаете ли дека поголем број од кинезите што кажуваат таму и отиваше се пастори, колку пати годишно ја читале Библијата? 30 пати. 30 пати ја читаат Библијата во период од една година. Целата Библија. Ние во 30 години еднаш ја прочитуваме. Да, исто, да. Они во една година 30 пати, а ние во 30 години еднаш. Има некои христијани, некам да срамам некого, да посрамам и нема да барам да дигате рака, но има некои христијани кои што цел живот се во црква, а се уште а немат прочитано Библијата еднаш. Еве, ова значи да нашата духовност биде на 100%. Работливост, интегритет, дарежливост. Господ сака сите овие думи да бидат догоре на 100%. Господ сака да не благослови и да го ослободи нашиот потенцијал да бидеме на 100%. Тоа е нашето најдобро издание, најдобрата верзија од тебе ќе биде кога сите овие ќе отидат најдоре. Прашањето е дали сакаме. Дали сакаме. Понекогаш е проблемот што не веруваме дека може, па треба Господ да не охрабри преку пророштво, или може и преку една помазана проповед, но понекогаш е прашањето што не сакаме. Викаме, мене ми е добро вака, бе. Добро ми е, шо мора јас да одам на 100% на духовност? Шо мора да одам 100% на добрина? Ета, ја најдобриот би да бидам сега меѓу сите, некој друг нека биде. И ние се задоволуваме со просек, со просечност. Се задоволуваме, велиме, ако ништо друго, барам сум подобар од Оливера, шо? Подобар сум од Марија, сега па шо? Марија не се секира, па јас нели. И ние се споредуваме со другите, велиме, добар сум тука. Бог сака да го ослободиме нашиот целосен потенцијал. Сега ќе ви кажам како е можно да се стори тоа нешто. Ќе ви кажам преку една приказка што ја чув на конференцијата со кинезите. Сите препознавате што е на сликата, нели? Мислам дека овој и постарите го препознаваат. Петка Цаца, знаеш што телефон е ово? По ова јаболката. Јаболко. Ова е iPhone. Еден од најскапите, ако не и најскапиот телефон што постои во светот. Неговата најнова верзија, iPhone 14, мислам дека е, најновата кошта, знаете ли колку? 90.000 денари или 1.500 евра. Ништо. Джабе. Тоа е една плата на еден пратеник. Сега ќе ги качија, може и ќе ми остане. И пари ќе имат за два. Ако питате еден пратеник што е, тоа ќе ви каже ништо тоа, ништо не е. Како и да е, овој човек раскажа, кој што е пастор, раскажа дека неговата ќерка решила да го изненади, може би има убава работа оваа ќерка, решила да го изненади да му купи ваков телефон. И му го подарила и после неколку недели дошло за да види дали го користи. И го прашува, тато, го користиш ли iPhone-от што ти го купив? Тој рекол, да, го користам. А како го користиш? Тој рекол, па го користам да се јавувам и да ми се јавуват. И кога слушнала тоа нешто, неговата ќерка рекла, тато бе, ти знаеш ли овој телефон колку пари е, колку е скап и знаеш ли колкав капацитет има во него, колкав потенцијал. Овој телефон има во него толку многу можности, толку многу работи во него, толку многу нешто можеш да правиш со него. Овој телефон е еден мал компјутер. Со овој телефон е исто како да имаш твојата канцеларија подвижна со тебе. Можеш се да правиш, можеш да праќаш факсови, можеш да праќаш пораки, да примаш имејлови, календарот ти е таму, аларм да си подесиш, можеш да си подесуваш како да вежбаш, чекорите ти ги мери, пулсот, 300 работи, има еден куп работи, а ти го користиш само за да се јавуваш и да се јавува. Ќерката била лута, затоа што сватила дека тој не го користи целиот потенцијал на телефонот. Замислете, тоа е како да, не знам, како да имате најскапата кола во гаражата, не знам, да имате Ферари во гаражата, а вие да го користите Ферарито само за да си пуштате музика, да си слушате во гаражата. Замислите, купат вие најскапата кола и вие донесат во дворот, а вие во неја си седнувате
за да си пуштате музика, радиото да си го користите. А колата никош не я возите. Луѓето ќе ви се чудат, кажат, чекай, ви имаш кола, а ти я користиш само за радиото. И ова керка му се чудела, зошто тој го користи и била лута, го користи само за јавување. И му рекла, знаеш ли, тато, дека ако ти би го читал упатството за овој телефон, ти би го користил многу повеќе и би знаел како да го користиш. Го прашала, го читаш ли упатството? Тој рекол, не, шо ми треба да го читам, јас знам како да се јавувам. Но човекот не го раскажуваше ова со цел да ни покаже како ние се однесуваме понекогаш со потенцијалот што го вложил Бог во нас. Кога ние ќе го видиме ова лого, ова знакчето, за нас тоа знакче е гаранција за квалитет. Нели, веројатно Дејана одма ќе препознае на што и да види, на кој продукт да види, производ да види вако знакче, јаболко гризнато, таа знае ова е скапо, ама и квалитетно. Ако не знаете што е квалитетно, кога ќе видите вако знакче, да знаете тоа е најквалитетното нешто. Дали ќе купите компјутер или iPad или телефон, ова знакче гарантира најдобар квалитет во технологијата, ама и најскап. Знаете ли дека Бог има ставено знаки врз нас? Библијата вели дека ние сме создадени според ликот Божи. Овој лик, овој имидж, оваа слика гарантира квалитет, но ние сме според сликата Божја. Тоа значи дека Бог гарантира за твојот квалитет и за мојот. Бог гарантира за нашиот квалитет. И ако ние сакаме да го употребиме нашиот полн потенцијал, има две работи што треба да правиме. Првата работа е да го читаме упатството и да се држиме до упатството. Знаете ли кое е упатството за нас? Еве го упатството. Библијата многу добро знае Радка. Библијата е нашето упатство. Кога Бог не создал, Бог со нас дал и упатство. И знаете исто како и за телефонот. Ако не се држите до упатството, телефонот едно нема да го користите неговиот полн потенцијал, нема ни да знаете што се може, второ може и многу брзо да ви се расупи. Замислите, ако упатството пишува него ставај во вода, вие го ставате во вода. Ако пишува него изложувај на сонце, вие го ставите на сонце, колку ќе издржи тој телефон? Ќе го немате за кратко време. Бог исто така ни дал упатство, според кој што ни кажал што треба да правиме и што не треба. А човешкото сепак не се држи до упатството и си живее како што сака. И затоа денеска ние го немаме нашиот полн потенцијал и човештвото се распаѓа. Вториот начин по кој што овој телефон може да го даде својот целосен капацитет е ако го приклучувате редовно да го полните со електрична енергија. Веќе знаете, може да го имате најдобриот телефон, но ако не го полните, ќе имате мртов телефон во раците. Еве, денеска прашав на колку време се полни iPhone-от, ми каже една личност во Кавадовци, вели секој ден, мора да го полнам секој ден. Замислете, до вечерта веќе е испразнет и ако не го ставиш да се полне, утре ти ќе го имаш во раката, ама нема да можеш да го користиш. А ние како се полниме? Кој е начинот по кој што ние се полниме, знаете? Со Светиот Дух, да. Светиот Дух е нашата сила, нашата енергија која што ни помага да го ослободиме нашиот капацитет. Ако сме поврзани со Христос и со Неговиот Дух. На едно место, еве што кажува самиот Исус. Во Јован 15 глава 5 стих, Исус вели, јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод. А без мене не можете да направите ништо. И сега, ако се прашате кој е тој плод, ќе читаме во Галатјаните, 5 глава, 22 стих, вели, а плодовите на Духот, кои што е во нас, се љубов, радост, мир, трпеливост, љубезност, добрина, верност, кротост и самоконтрола. Гледате, сите овие работи кои што се потенцијал во нас, ние можеме да бидеме луѓе кои што многу повеќе љубиме, кои што многу повеќе имаме мир во нас, многу поголема трпеливост имаме, со многу поголема љубезност. Секој еден од нас може да биде подобар човек. Најдобрата верзија од Горан е можна само ако Горан е поврзан со Светиот Дух. Само ако Горан се предаде на Светиот Дух и дозволи Светиот Дух да ги произведе тие плодови во него. Затоа, сакаш ли да го видиш твојот потенцијал на 100%, тогаш држи се до упатството, читај Библијата секој ден, живее според неа
и предавай се на Светлиот Дух секој ден. Тоа е решението. Ако сакаш да го достигнеш твојот целосен потенцијал, најдобрата верзија од тебе, ако сакаш да ја имаш, тогаш мораш да живееш на тој начин. Јас верувам дека секој сака да биде во неговата подобра верзија. Секој сака да биде подобро издание од себе си. Ова е начинот, ова е решението. Нека Господ ни помогне да стремиме кон тоа нешто и да бидеме утре, да бидеме подобрата верзија од она што сме биле денес. Следниот ден да бидеме подобрата верзија од таа што сме биле претходниот. Нека Господ ни помогне во тоа. Може да се справиме и да завршиме со молитва.